Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Да, се смееме, фризурата ти е стварно, мислам... Ама ке ми се придружиш? Затоа викам, шубаво си е како додаток за ствари внатре. Така, како гардеробер или шпајсче. За гардеробер ке се гледа. Спајсче, мало да. Еве и јас за тоа ја пушти, викам која може Ката да има шпајс на глава, може би јас. Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во Никој како, стандард на телевизија Телма. Нормално и денеска се дружиме, имаме интересни гости, ќе биде забавно, така што да ни гледате до самиот крај. Така е. Имаме брачен пар и многу се радуваме заради тоа што многу ретко луѓето се нафаќаат вака јавно да кажат некои работи, можеби кои што не ги кажале на друго место. Ќе зборуваме повеќе за нивното приватно, но и за нивното професионално. Имаат многу што да зборуваат, многу често биле дел од медиумите и ја раскажувале својата приказна, но не знам кога ја раскажале својата љубовна приказна. Кога не? Кога не? Да, Сара и Нермин Кочан, добре ни дојдовте во емисија. Значи готово, раскажано е се. Ја помислев не. Кажана е приказната така. Добро. Трае, љубовна е. Да. Долга е. Точно Ама интересна е, така, јас колку што знам медиумите, да речеме шоу телевизискови спои, така? Така беше. Стварно пак имам нешто не на тоа дека. Не се секирай, ти многу работи имаш, ама нешто ти се гледа. Да кажеме ние да ја зачистиш. Да. Ајде ти дека Сара кажи ти. Не, јако те чиста може само пола коса да му дака да ви остави. Не, бож како им кажеме да гледаш. Така, добро. Сара ти кажи, Танцот звездите ве спои? Танцот звездите, Нирмин беше дојден 2013, тоест 2012, ние се запознавме почеток на 2013. Беше дојден за Танцот звездите од Сараево, се запознавме на некоја забава, танцова забава, јас танцував, он танчер на Танцот звездите. И така се запознавме на 8 февруари и трае таа приказна, никогаш не престана. Ја ти запишувам. Ти запиши, Нермин, запиши, узма. После. Нермин, како те убедија да останеш? Колку беше силна таа љубов за да ти се преселиш овде комплетно каде што се зборува друг јазик, нов живот од почеток, што се Па вика? немав некои опции. Се шегувам, татко ми е роден во Скопје. Добро, има жичка. Он отиде у Сараево 84-та за Олимпијада и се запозна со мајка ми. И остана тамо. Да. После Така да било не ми е голем трансфер. Речено баланс, да балансира. Да се Леси врати. се враќа во Скопје. И како ти е во Скопје сте во овие години? Па, одлично, искрено. Да. Ја сакам Скопје. Да. Тоа Те е чува мој град Сара? сега. Многу, да. Тоа зборевме. Под Не приложено се гледа? Да. Како беше маш на 150 кила, не, маш. Че јас Нирмин го запознав 63 кила. Па добро, сега 5-6 имам. Плюс минус де. Плюс минус. Мораше ова, требаше да се пази таа фигура. Така е. Да се следи. Памтите, Нермин, 8 февруари многу е важно. Ај, која сме кај запознавањето и свадбата, да дзирнеме две фотографии имаме од тоа... Али свадбата е од јуни, не од запознавањето. Свадбата? Не, за свадба збориме. Мислам, оние кои што ми ги прати ти. Чекай, маца, ова вие сега правите свадба? Инсерти. Со трите деца правевме свадба. Ние имаме три Тоа ми беше малку чудно. Кога ми ги прати сликите, викам, кога, немаше како, што. толку избор, како што кажа, дали да остане или да не остане. Значи, времето си леташе, поминуваа тие деновите, нели, дозвола за работа, едно друго, колку смее да е тука. И некако брзо се венчавме 2014 јануари. Во матично? Да, само матично, само ние, со сведоци и тоа е тоа.
И потоа некако спонтано низ годините решивме дека кога ќе направиме 10 години од брак, ќе правиме свадба. И така сега беа 10 години од брак 2024. Јас беше во јануари, ама сега кој прави свадба во јануари? Ние дека 10 години, 3 деца, многу пријатели створени, заеднички во тие 10 години брак, 12 години заедно. И сакавме да направиме нешто што е наше, без никакви традиции, адети, правила, никакви правила. Се сами се правевме. Да беше детска свадба која што почна во 5, а заврши во 11. Адаптирано све. Адаптирано за деца, имаше многу деца, храна за деца, музика за деца, деца пеа, деца игра. Значи беше многу убаво. Сепак и нашиве деца заедно со нивното друштво да уживаат. И можам да кажам дека е најубавата свадба на која што сум била. Не, да е наша. Не само дека е ваша, туку тамански. Убаво, за душа беше направено. Така и многу ми е мило што не ја направивме, например, кога се запознавме, па не се познаваат семејствата, едни ваму, сега е таму. се тоа поинаку. Сега беше така, се поинаку. Беа на свадбата сите луѓе што треба да бидат тука, што животот ни ги донел низ годините. Така е, да. Кога се создаваш, Не, слободно. кога се создаваше студиото, се размислуваш или Нирмин вика жената знае повеќе, па у нас даде име, отиде простор да одбере се. Јас сите големи одлуки донесам. Ги донесе. Уште не дошла битна улога, ама кога дојде сигурно јас. За тие име, простор, се Сара тоа. Сара тоа, ама битната улога ти не ја знаеш кога ќе дојде Кога таа, ќе ти ќе дојде бидеш. сигурно јас. Ама ти не одбра мене. Тоа е, најважната улога. Ти си го среди животот, тоа е, не треба подписани. Тука се мачиш понатаму. Нема потреба мислење. Така Ајде да, малку заедно. околу школата за танци Dances United. Имаме и снимки нели кои што ќе ги дзирнеме, каде што нели имате многу постојано презентација и надпревари надвор од нашава земја. Едно од најпрофесионалните што се однесува до простор, до настава нели и така натаму. Така што ајде малку да го искористиме ова време, овие неколку минути кои што ги имаме за постоењето, за работата и нели сето она што значи оваа танцова школа. Па така почна нели 2013-та, Нирмин одлучи дека ќе остане во Скопје од кога му заврши проектот Танцот звездите, требаше нешто да се прави. Двајцата танцувавме, го сакавме тоа и едноставно одлучивме да отвориме клуб каде што ќе може да го споделиме нели тоа што го знаеме. И при тоа да биде платформа која што сакаме или нештото што го сакаме да го шириме, да го споделиме со сите. Го отворивме студиото, знаевме од старт дека сакаме да биде тоа нешто големо, нешто важно, да биде добро. И кога знаеш што сакаш, е многу лесно после да работиш, имаш цел и работиш да ја оствариш таа цел. Така. Ево ова се некојот. Не некој, ова се нивните три. Не се трите, ова се две. Третото се уште не танцува. И така започнавме, на почеток игравме, јас и Нирмин се надпреварувавме. Почнавме со надпревари, веднаш од кога го отворивме клубот. Конкретно знаевме дека сакаме да бидеме спортски надпреварувачки клуб, не рекреативен, иако имаме и рекреативни групи нормално, затоа што секој сака да танцува, меѓутоа не секој сака да се надпреварува. И така, растеше клубот, растеше и стигнавме каде што сме. Со клубот растевме ние. И за оваа група би сакал малку да се задржиме. Веднаш на почетокот кога отворивме, сакавме да направиме нешто инклузивно, пак е Нирмин од Сараево и таа нели наша приказна, што е кажана многу пати, меѓутоа мислам дека никогаш не станува досадна. Он е од Сараево босанец, јас сум тука од мешан брак, мајка ми е македонка, татко ми е албанец. Сакавме да направиме едно такво место каде што секој ќе си биде свој, секој ќе може да си го најде местото, нели, да местото под сонцето и да биде тоа што е. Многу пријатели, танчери и мислам и надвор од танцот во тоа време и се уште се од ЛГБТ заедницата, значи сакавме буквално да биде едно место кај што е отворено за сите. При тоа да секој од нас кој што е некако вклучен во клубот да има некоја пробоно хуманитарна работа која што ќе ја прави, за нели да не се изгубиме себе си. Еден од дечките со Даунов синдром ми е пријател
од Анна Цако. И неговата сестра ми е најстара пријателка, 30 години сме другарки. Добра, на Цако приказната, онака баша никоја приказна Да, јас и Цако се знаеме од деца. Значи, ја од прво оделение се знам со сестра му, сме излегувале заедно со целото семејство. Случајно се сретнавме со нив. Викам да пробаме нешто да направиме со вас. Дојдете во студио, ќе играме сега како. Немаш од каде да се учи и како да се учи. Така почна таа приказна, еве тера таа приказна паралелно. Одлично тера. Медали освојуваат. Они се од 2016 година се присутни секоја година на светско и на европско првенство. Многу шампионски титули, секоја година си ја брана таа светска и европска шампионска титула. Се на пиедесталот, химна се пее. Европа, за жал, се уште не сме излегле надвор од Европа, се надевам. Еве се отвараат во нашата федерација, се отвараат вратите кон Азија, па се надевам дека и кон Африка. Исто, па се надевам дека и натаму ќе стигнеме. Се финансиски е малку тоа тешко за држава како нас да може толкав еден голем залог, ама кога можевме до тука, зашто да не, нели? Границите самите си ги поставуваме, сега се уште не сме си ставиле некоја граница. Мислам дека ќе успееме. И сега тоа што мене ме прави посебно горда е дека после 12 години танц, тие деца кои што почнале првата година во Dancers United, сега се тренери во Dancers United, имаат на 20 години. И они се исто дел од инклузивната група, танцуваат заедно со DS Crew, така ни се вика инклузивната група, танцуваат заедно, инклузивно, на надпревари, на настапи, затоа што сепак они имаат и платени настапи, професионални настапи, затоа што целта крајна е, нели, сепак ова да стане професија, како кариерна можност, како за лицата со атипичен, така и за овие млади луѓе кои што сепак повеќе од 10 години ги потрошиле. Инвестирале во сала и во нешто што го сакаат. И нивните родители инвестирале. Сепак тоа е голема инвестиција и малку трпна работа и процес кој што сите сме се вложили. Искрено се надам дека ќе останат во тоа и се пример за заедницата, можам да кажам. И не постои човек кој што ги запознал овие млади луѓе, кој што не го забележал тоа. Верувам дека сигурна сум дека има луѓе кои што биле во околина, индиректно, директно со нив, кои што стварно ги познаваат. Они се супер дечки кои што покажуваат дека нема граници. Како треба еден млад човек да функционира, да добие можност како треба да изгледа еден млад човек. Така е, да. Мирми, задоволен си од тоа како скопјаните или македонците танцуваат? Па, најталентиран народ, веројатно. Така сега си во Скопје, Нермин, или 8 февруари памти си ти, другото? Клуб тука у регионот е од Скопје. Тука почна професионално да се бават луѓе со танц. Така да историја и талент е тука стварно, јас сега не претерувам. Не е дека си тука само. Да. Па не ми викаат во Македонија, не пеј, не играј. Не, па добро сега да прашам. Си го држиме. Не пеј во Босна, не играј во Македонија. Добро, да ја Македонија стави ги за пење. Па ти у Босна, после кажа. Тамо пеј, да. Босна, да се спомнам. Па е сега. сега Треба да бешо. се спомна нормално. Ајде, да имаме време малку да ги чепнеме со овие прашања, да видиме како ќе им оди, може ќе ги подскараме. Не. Ова вие прво табличките се надам. Одиме. Еве вака. Брзо, постапно, пошто имаме многу прашања, сакаме на сите да се одговори. Може така? Ајде. Дали некој си се препарал дека спиеш, за да не мораш да помогнеш околу куќните обврски? Ова е за двајцата. Да, не. Куќните обврски? Не. Не? Значи се никогаш не се... Дали се разбравме точно? Нирми, за себе одговараш или за Сара? За себе. Ја копира. Гледам у камера. Не. Така Не е. сум се, да. Не. Кои се обврски на Нирмин дома, Сара? Ги делите така? Машина за садови, Добра. Големи обврски. Голем. Најголем. машина за садови и права смукалка. Па тоа е голема, бога ми. Оваа вторава е баги голема. Значи имаме робот.
не. Од телефон треба да ја пушти. Ама стварно, па добро бе, Нирми. Мора некој апликација. На моментов дома Нермин работи. Тоа пуштена. Значи, кога ги делевме обврските, му рече јас ке со правосмукалката, имавме некој шарк, тој беше многу тежок, ја 3 деца, 3 пати бремена, или не можеш да осисаваш. И он рече јас ке со правосмукалка ке работам, добро. И се преселивме во другиот стан, малку поголем вајда му се виде. И викам сега, да видиме во дали продолжуваме. Значи, отиде да си купи робот и вика, јас продолжувам. Обрската е моја. Да, така. Што се дигитализирал тоа е. Сега нема машина за садови. Нема. Што само Па нема кој да ги стави се садовите. празни, ама последно сега го гледам дека ги учи децата да ја Тоа празнат. сакам да кажам, тоа сакам. Како ќе си јадете, така да се јадете, после само копчето. Тоа е родителска обврска, да ги Така е. научиш Да ги децата. научиш, да ги усмериш, да си да ги помогнеш усмериш, сам себе си. Да. Имате телефони, апликација и за правосмукалка ќе Значи, инсталираме. ако не си дома, ти е... Ама обврска е, Сара. Обврска е, Значи, обврска е. Битно човекот си ги тера својот обврз. Точно. Кога сака, како сака, јас Да си тој ја дел заврши не го обврската. мислам. Точно. Така е. Дали некогаш сте го искористиле партнерот како изговор за да избегнат излегување со пријатели? Види Сара, само што ќе каже, чекај. Тебе ке те чекам. Тоа е интересно. Подобро беше 8 февруари, ти реков. Редовно да го правите? Не. Не само, не сака да излегува. Многу. Домошар си. Да. Убаво мој домче. Убаво му дом. Со правосмукалка. Кога сме кај апликациите и телефоните, дали некогаш сте, или дали го проверувате телефонот на партнерот без да знае тој? Не, без да Јас својот знае. не Не. проверувам. Без да знае, не, меѓутоа нас телефоните ни стојат на маса, пасворди си знаеме сите дома. Не ги криеме телефоните. Немаме таков момент, валјда, не знам. Јас немам потреба да го крием Говори за телефонот. себе. Немам потреба. Добро, и Да јас. не зборувам во твое име. Дали некогаш сте ја сукрили омилената храна за да не ја најде партнерот? Јас знам, она да. Шо беше Ја јадем тоа, се, така да е не, ја. Немам потреба. Јас не јадам се. Што криеш, Не се Сара? шалам. Што криеш? Не, јадам се, готвам дома, обседната сум со здрава исхрана, секој ден се готви, доручек, ручек, вечера дури, иако јадеме многу пати надвор. Но има одредени неколку работи што кога ќе ме фати стрв, сакам да ги имам Добро, дома. например? Например, афтери чоколади. Само тоа јадам од благо, ништо друго благо не јадам. Сам се гледа по мене, стварно не јадам благо. Или некој чипс лут. Он не сака лут чипс, сам се така. Ама ако од нема, досада. Да, тамо е, сега, знаеш како ќе пропадне. Не ми е криво ако го изеде. Расипе рокот ќе му Затоа помине што сега. му се јадело Да, тоа. Него да. ќе го изеде ради реда, а мене ќе ми се јаде никогаш. Да, никогаш. Но ова линија е баш од Баш тоа. од жртва, Да, од жртва, жртва. ја мора некој да то се конзумира. Тој замисли ти сите чипсови она да ги Да. Ако јас, тоа е. Точно, да, може жртвува, гледаш, заедничка е жртвата, всушност. Това линија. дали некогаш сте го заборавиле роденденот на партнерот и што тогаш? Не, добро. Кога му е роден ден на Јан Мирно? 14 август. Наставничкава да ви спраша. Добро. Кога ми е мен? 29. Кој? Знае. Не, знае некој. Мај. Знае, за мојот роден Број. Не, прави Рекол, фешта. тоа ми е паспорт. Не биди толку скромен. Ева сега, мали трикови. Не, се прави. Не, Вака си пода. прави фешта за мојот роден ден. Ајде, Стварно, кажи, што организира, прави? прави забава голема секојаш за мојот роден ден. Имаме така традиција, така да не можеш да го А заборавиш. за неговиот скромно. Не е така, добро. Не е баш така, не е до толку. Традицијата околу родендините, на мојот роден ден имаме голема, стварно голема забава Значи, се со слави пријателите. неговиот. Се врска што е во август. Па нема
никој во август се А на неговиот одиме на патување. Значи секоја година сме на некоја патување интересно фамилија. Па добро, иначе па две големи забави не иде. Една е доволно. А кажи ми, какви подароци сака Сара? Сака да ја изненадиш со голем? Сара сака многу малечки. Подароци вредни или нема врска, само Нема да врска, јас не почитувам тоа и ретко добива што сака. Ако Мало така си такви купи. работи, Да. Ама после тоа има 15 дена рок да врати, па да зема Да, нешто по да, своје. да. Така е, да. Нирмина Јас за сакам. скапи подароци така. Лав во хороскопи сака скапи подароци за нив. А ја немам проблем ако видам некој Мајчен тајни или некој, убави. и да се дај види купи ми ги за роден. Као тај. Тајни за роден ден. Со стварно тоа голем подарок, мислам така голем, помазан подарок. Можеш примени тактика. Ти купив тањери за роден ден. И автоматски твои си. Ама ние си купуваме родендани за една годишница од запознавање, годишница од веридба, годишница од венчање, сега годишница од свадба, па еден роден ден, втор роден ден, па Валентајн, па Многу за се тањери. си купуваме. За се си купуваме поклони. Да, за се. Одлично. Ајде одиме на краткиве прашања со други, бе? Нема време? пишување, да. Добро, Сега ајде. со пишување повторно беше прашање, но да видиме колку нели се запознавате. Ајде. Сега ви да мислам. Што го нервира другиот? Значи за другиот. Нермин, ти за Сара одговараш што ја нервира, Сара ти за Нермин што го нервира. Ајде, На табличката без препишување ќе ве молам и брзо. Што те нервира? Е, така кри, нека не препишува. Што те нервира? Што го нервира? Прво што ти паѓа на памет. Не знам јас. Пиши, Сара, пиши! Ја не смеам тоа да не. Пиши. Не. Пиши па да видиш што ќе ти се случи на роден ден. Дали голема забава? Во мај. Ја не знам стварно. Како беше она? Роден ден, мала забава. Со поголеми букви. Да, нервира? Ама ги измешате Што те или тоа е? нервира Добро. тебе? Да. А го знам што те нервира. измешав. Нема проблеми да измешаш таа буква, одиме на нели да се разбере што е. Што? Па се. Океј, готова си, Сара? Ајде. Покажете табличките на гледачите напред. А, Да видиме. сообраќај, се Сообраќај. извади Сара. Нермин го нервира сообраќај, така? Нермин? Да. Да. Мораш да кажеш така. Значи, ки си ода. А Нермин вика, Сара ја нервира кога ќе заборавам се. Се, да. Кога ќе заборавам нешто, а тоа е под се. Да, тоа е под Ама се. се навикнав. Знаеш, Да? сега веќе не се Потрпна. Па види, тоа беше тренинг, знаеш, посилно да кажам. долгогодишен. Пошто ме нападнавте, значи го праќам Нермин да ми купи, му викам сега. Добро. Иди во Вера. Добро. Кај Праќам фриш. Нермин. Добро. Јас пазарам дома. Значи да знаат гледачите, Да, јас добро. пазарам, Ама јас готвам. нешто- ама нешто ете, едно сум 5 заборавила. пати бил во продавница и затоа и не иде веќе. Иди кај фрижидерите за месо свежо. Купи од малите батачиња. Свежи треба одма да ги направам. Свежи. Праша жената таму на месара, ако ти не помогне. знаеш. Се враќа дома со ја луѓе не сум видела толкави пилешки, карабатаци, волкави А ти смрзнати. гмао си изгледа. Ама смрзнати волкави. Абе, ја малечки да земем се, ако си јоам, ќе земем најголем. Мегаломан. Човекот да има. Да има, да. Може да ќе дојде некој на гости. Шо ме правиш? Ке ти изнервирам. Ке си изнервирам. Мислам, И ќе ги Ама тоа сготвиш. му е добра финта, никогаш више да не го пратиш. не го праќам, не. Како спие? Ајде брзо, пошто немаме време, ја сакам Како повеќе спие? прашања. Општо, Како спие, мислам, значи, не општо е знам. прашањето, е сега останува Како на спие? вас. Хрчини, што прави друго. На ниво, грб, десно, на грб, стомак, не стомак. знам, Со јорган, без јорган. клоца. Што смеем да напишем? Пази што сме. Ја ти го памтам 8 февруари. Добро, да. Си го избриша во тука. Не знам како спие.
Не ти како спиеш, Сара, како спиеш? Не спија грб. Ајде. Не спијам што. На грб. А на грб. Добро. Добро, на грб. Ајде, Сара. Влага. Кажу. Одлично. Одлично. Како топ. Ништо не го буди. Леле, колку убаво спиеше ноќеска Луси. Таа температура имала, повратила, станала 5 пати, смисла. Ама убаво спиела. Леле, колку убаво спиеше. Многу. Па ја олеснало, Или кога ќе рече, ништо не супер, пие. нашите деца си порасна, многу убаво, многу лесно поминавме. Да. А ја на грб. Па добро Не се. спијам на грб, спијам на страна, исклучиво. На грб. Браво. Добро. Што сака да гледа? Ајде брзо. Сара ја погоди писал. Што сака да гледа? Децата да ги гледат? Што сакаш да гледаш? Ајде. Ау, си засмеав. Чекај, Јесте што први пат? сакаш? Кај да Готово, живо почнам буду. свашта гледаш? Ајде. А слаш да гледаш? Едно нешто. А како се викаат бе овие? Документарци? Шо? Што бе, Сара? Не бе, чекај. Кажи ако не. Помогне. А новини ги викаш да му се ревени. Вести. Не Вести? вести, Така на на телефоновија порталите. Од Сабајле станува и се тоа прво гледа. Добро. Па добро, портали. Портали, значи, чите И портали. чекај се, уште нешто. Зирка. Да видим што сакам да гледам. Многу работи набра. Си напишува. Да го Боле рази. под еден, под два, По два, по три. А окей, Леле, вртете што ме покажете. направивте? Значи се надевам вика- гледачите се на моја страна. Не ми вика серии сакаш, Сара. Филмови? На 3 пати обрзано. Како бе на Како три пати? на три? Така, филм од 3 сати го гледа за саат, за 40 преварувачко минути. гледа. Како бе, Нирмин, така гледаш филм? Ето така. Сите филмови се изгледани, не знам кога, и кога ќе видам вака му е пуштена на пута 3 нели на фургон и си скока. Муабетите не ги слушај. Да гледа, работим од дома и тука ми е стално телефонот, кога работам, тоа оди само така. И onda така го забрзувам. Ама ти уствари можеш да го раскажеш филмот по Не. Па како да го Филма раскаже? не сум гледал, така да не гледам. Што сака да гледа ништо. Што да раскаже? Да не може да го раскаже. Премотано. Графиката како е била. Добро. Момци, бе. Ај што сака да слуша? А, добро. Ајде. Ајде. Едно, или песна, или генерално, Мене, сега како сака. мене, Музика. 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 Добро бе, музика, одговор е на. Извини. Па нормално нека е музика. Музика пише стварно. Музика. Дај, молим те. Малку персонално сега. Значи ки испадне не ме познаваш. Ма ја познава, ама Убава музика. Не си во право, никогаш не слушам музика. Кога последен пат си ме слушнал да слушам музика? значи не е музика Јас нешто. музика, не слушам музика, не слушам. Тоа ти е работа, бе. Па затоа што ми е работа, дома не слушам музика. Шо Не слуша? слушам музика дома иначе. Па не слуша музика. Некој Еве, може денеска туторијали. Сабајле, што слушав? Еве, да ти помогнам. Рецепти. Подкасти Венир ме слушам. Подкасти, е, да би на јазик подкасти. има. Подкасти. Знаеш му. Му помогна? Ама добро, ете подкаст. Шокири се овие. Истата плейлиста секогаш. Например, што е тоа? Барселона Джипси оркестар, Пинк Мартини, Джипси. добро, супер Значи, музика. А шарена му е плейлистава? Ова му е плейлистата. Не, истата од која од секогаш. Голема Ама со различни стилови, да речеме? Да, ама тие се, значи тие се бендовите што ги слушам. Значи добро. Барселона Джипси оркестра, мислам дека Па да, добри се Па многу. верам фан. Многу се Да, добри. да, фан бев Стварно на се добри. концерт. Кај бевте на концерт? Скопје. Шуба. Да, беа сега беа, скоро беше. Браво. Браво. Многу добар бенд. Доцни ли? Аха. Овде сам со другиот. дај со не очекуваме. Не. Не? Како? Кога до сам? Кога си сам? Се изненади, како бе? Кога си сам? Кога сум сам? Да. Не бе нека сам. Нека знаеш што се со би нина. за неј си за едно почна. И она доцни? Не, не Па доцна, некогаш. не. Доцнеше. Ама сега сме организирани така.
Па како сме организирани? Ете ти го нето, твоето не. Добро е. Ама, да, доцнеш. Со кое превозно средство сака да патува? Со кола? И двајцата со кола. Со кола? Добро. Авион не е опција? Нешто сакаш да додаде? Па со се искрено, со авион, со Со автобус, се. со јас сакам кола. Нирмин сака кола, сака да вози. Точно, да. И многу добро вози. Па добро. И најсигурна сум кога се него. А во која облека најдобро се чувствува? Другиот? Замислете. Брзо ќе беше без ќе ги кажевме. Добро, ама вие не цели фермани? чекај, Едно за стикнува. асоциација А нешто. ние се познаваме, Ненат. Да. Во пижамите, нормално. Добро. Сара ти? Што викаш, Нермен? Фармерки Фармерки палто. палто. Секогаш. Значи вака. Ѓубрето Како не што иде е. да го фрли со тренерки. Ама тоа е нешто што јас го почитувам многу. Мене исто така ме научија од дома. Така, мама без црвен кармин не излегуваше да го продавничка. Така. Дома е се, да знаеш. И ти така? Да. Пробав со тренерки, ама не Дома. Нема шанс. Не, мене ми е многу бава така која сум. Нема Не шанс. можам така со да пижами на работа. ќе Не, идам. не. И така, Нема шанси. И ѓубра да се фрли мора да се облече. Да. Нема така папучи. Не. Јас пошто идев во приватна школа и секогаш бевме со панталона, кошула. И тебе ти е прегуглава тоа. И не пеглам дома. Значи пошто се пеглав цело време, секој ден пеглав со години кошули и не сакам пегла да видам, се тоа вака што... Да. Мислам, не, сакам и ја фармерки, не сакам штики. Не сакам Не сакам. заедно. Констатирам. И какво време најмногу сака? Да. Тоа е лесно. Лесно? А, и леле за себе трнав. И пегоната. Свежо. А свежо, Свежо сака време. сонце. Да, не сака Како сега топло. надвор. Да, не После сака дожд. топло. Не сака Сара не- сака ако меш 40 степена. Така. да се печа. А јас се Ау. топам на 40 степена. Он се нервира. Да, можев и тоа да го пишам, гледаш. Што те нервира? Топло време те нервира. Ладно. Може со список, ја кажам, полет полет. Па, добро А тебе те се. нервира ладно, Сара? Да. Зима? Топло, само топло. Само топло, да. Само топло. Дожд, снег, ветер. Мислам, окей, ама Ама не ми ако е, може. не ми е пријатно, не. Да. Топло си е Ако топло. треба да бирам, сонце. 40 степени. Може. Може. Добро. Ние бираме? Шо? Ние бираме... Реклами. Па после ќе се вратиме да видиме како спортуваат. Да. Односно со Кошов како ќе се снајдат. Така е. Видете, така предизвикот следува за многу кратко. Сара Нермин на позиција Сладко во брачните војни. Да видиме со кошарката како ќе се снајдат и нормално. Зошто? Одма се Јас не откажеш. ги правилата. Одма се откажеш. Правилата се нема правила. Сигурно ќе биде супер, ама за гледачите. Значи, добра ли си во кошарка? Не, ништо со топки. Спорт? А само билјард со топки. Топки не сакам. Слично, па добро, рамномерно, значи. Кој да победи ќе биде птен рамномерно, ферски. Фер Значи, плей. Ја у кошарка сум супер по висина. Па не, по висината одма може да се примети дека тя Професионално се бавам, да, едно време. не почна да се бавам, но кога видеа дека не растам, ми река, ај, види други. Значи, ќе победи тој што ќе даде повеќе кошари. Така е. Фрлате по една топка. Другиот може да му кажува оној кој што треба да нели фрла, треба да му кажува на Да си наместиш позиција Така како е, сакаш како она да сакаш. застане. Значи Знаете колку изборот си е твој. страф има во топки на кај мене, што не има. Не, зеза. овие се не. Значи, Не малце се топчиња. по- Не се топчиња. Чекај, прво намести си како ти одговара. Свртам за уфаца да не Добро. Еве. Ајде. Па добро. Види овој пат тргна скроз. Не закручавање. Ама види си.
Па се вртиш, што да ти кажеш? Ако, само да не е вакво, значи, Добро. со кој фрлаш? Жолта земи си. Жолта. Ајде. Клекни се. Правим 2 пати џабе. Ај се од подалеку. Ајде, добро. По еден кош Стварно се плашам. Оба, за малку се. Ништо. Браво. Две има. Ајде, слободна маја, нема да го повредиш. Едно. Сара, не го повредуваш, не се захира, вие се лесни. Ето така, опа! Сара ферски води, само малце, Сара ајде. води. Малце се наведни. Што сам? Да се Да наведеш. се наведнеш малку. 2-2. Па сега тоа е, ајде. Ајде билиард професионален, ајде. Опа! 3-2. Ајде. Да се навалам така? Може, ајде. Намерно, така? Намерно? Не беше. А, добро. Значи, на чива страна си? Не бе прашам Намерно сам. се, јас победам, намерно било. Ти требаш од Кенеја да бидеш. Види колку Пуштам фери се, игра. треба. Ајде, не. Браво! Добро. Ајде. И уште една и го. Тежи коша, па. Многу фина жена. Многу ферски, многу Јас ферски. сега го победив. Ајде. Ова! Браво! Одлично изиграно, браво. Па види како кажавте на самиот старт, добро завршивме. Одлично завршивме. Прекрасно. Вадете ова крунина од глава. слободно, Така? да. Чекай тоа. Така. Како си поминавте во еден ваков тип емисија, многу сакам да знам. Многу баво. Да? Да. Така? Да, се надевам и на вас ви беше добро. Нермин? Да. Не, стварно супер сакам се 8 февруари, па да. Секогаш сакам со Сара да се знам. Така? Супер, добро. Че 8 февруари, само така морам да го кажам, кога бев бремена со Луна, со втората, требаше да се роди тука негде февруари, сега се договараме со докторот и он вика прави што сакаш, само немој да е на 8. И Луна се роди на 7 затоа што он не сакаш 8 Ај, февруари да му се чепка. Ете, морам гледаш да до го каде? похвалам. Многу е див. Само што е така, скромно, не се кажува. Така е, да. Ке бидат девојкива танчери? Емилија и Луна танцуваат, малата е 3 години, септември ке почне. Танцуваат, имаат многу резултати, што на државно, што на меѓународно, па и на светско и светски и европски првенства. Сега се вративме пред колку десетина дена од светско во Варшава, таму се вратија како едната светски првак, другата светски вице-првак. Браво. Прошла година исто, да не им ги набројуваме, меѓутоа, да, танцуваат и се надам ке продолжат со тоа. Така е, да. Убав спорт. Убав спорт, така е, да. Благодариме многу уште еднаш, да ни дојдете пак. Навистина ни тргнете, беше Да не пријатно. вижнете па. Па не, веќе и може да си одите, толку времето помина. А ние ќе се видиме утре во 17:35 минути од прилика. Така е. Нови гости и нови интересни моменти за сите вас на телевизија Телма. Убав остаток од денот. Чао. Чао!